Ке со нас овде е Филип Стојановски, проектен координатор од Центарот за климатски промени, со кој што на некој начин ја продолжуваме темата, а едно од прашањата кои што секако ќе му ги поставиме во однос на тоа колку Македонија знае и може да се справи со климатските промени и дали е веќе за некои работи предоцна. Филип, добре ни дојдовте. Добро утро, ви благодарам на поканата и можноста да разговараме за климатските промени. Да, денеска е меѓународниот ден и ова е навистина глобален, енормен предизвик, па токму затоа која е улогата на Центарот за климатски промени во Македонија и што е она на што сте фокусирани? Така е. Пред се да кажам, Центарот за климатски промени е здружение на граѓани што е формирано од 2008 година и да кажем уште од самото формирање ние се залагаме за намалување на стакленичките гасови, односно CO2 емисиите, и нашата улога е да го подобриме квалитетот на животната средина во нашата држава, а со тоа и да го подобриме квалитетот на живот на нашите граѓани. Генерално нашите активности се фокусирани на проекти што придонесуваат кон намалување на климатските промени, при тоа кон намалување на аерозагадувањето, кон подобрување на енергетската ефикасност. Генерално сите наши проекти се насочени кон подобрување на животната средина, а со тоа и да го подобриме и самиот квалитет на граѓаните и на самите нас. Како ја оценувате актуелната состојба во однос на животната средина во Македонија, од аспект на се ова што вие го работите, до каде сме, ако може да се каже, во однос на тоа рано заштитување на нашата животна средина, или веќе, како што споменав, тоа е и главното прашање, дали за некои одредени работи веќе е предоцна? Вака, значи, ајде да кажеме дека никогаш не е предоцна ние да се заштитиме, нели, како што ние еволвираме, така и природата еволвира. Меѓутоа, дали ние вршиме доволен притисок врз самата природа во нашава држава? Да, значи има повеќе притисоци, не е само воздухот, не е водата, туку и почвата и така натаму. Значи ние вршиме енормно загадување кон нашата, да кажеме, животна средина и не се грижиме доволно за нејзе. Ако ги погледнеме анкетите, животната средина е секогаш на последното место, пред се корупцијата, вработувањата, социјалната заштита, младите, иселувањето и така натаму, и дури на последно место доаѓа животната средина. Разбирливо е дека нели поприоритетни на граѓаните им се другите области отколку животната средина. Животната средина за жал значи и стандард, економија. Гледаме дека поразвиените земји имаат повисоко ниво на свест за животната средина, за разлика од, да кажеме, државите што имаат помали примања, кај нив свеста за животна средина е многу на пониско ниво. Во однос на климатските промени, кај нас се размислува на тоа поле, дали се прави доволно? Не. Дали треба да се преземат идни чекори за да бидат, да кажеме, позаштитени, поспремни во иднина? Да, треба да се преземат чекори. Го чекаме законот за климатска акција, чекаме национален план за адаптација и така натаму. Значи тие се клучни документи што треба да се случат во иднина, меѓутоа за жал се уште ги нема. Кои екстремни временски настани кои што ги имавме годинава се должат на климатските промени? Што е она што можеби на некој начин ја одбележува 2025 година во Македонија во однос на можеби високите температури летово, а и како што нели интерно ни најавивте дека веќе ќе имаме постудена зима со снегови, нешто што сме го немале долго, па дали и тоа сето се должи на климатските промени? Така е, сега климатските промени стануваат во фокусот и во, нели, да кажеме дека граѓаните почнуваат да ги препознаваат. Претходно не беа толку добро препознаени климатските промени од страна на граѓаните. Меѓутоа, она што го гледаме и што го чувствуваме како граѓани, мора да напоменеме дека се соочуваме со се потопли денови. Значи самата предвидување за Македонија, климатските сценарија, најчесто се прават 3 климатски сценарија каде што се предвидува пораз на температурите и кај нас се предвидува дека годишната средна температура би се зголемила за 1,5 степен Целзиусов, што би значило тоа? Тоа би значило дека имаме екстремни топли денови, ќе имаме повеќе, односно ќе имаме топлотни бранови, ќе би должината на топлотните бранови ќе биде подолга, ќе имаме поголема суша, ќе имаме помал принос на вода, како што каже професорот, нели, по одземјоделскиот факултет. Тоа значи дека културите ќе треба да се променат, ќе бидат, бидејќи најголем дел, нели, од културите ни се на отворено и зависат од временските услови, односно од климата. Ќе треба да се прилагодиме како ќе наводнуваме, ќе треба, нели, да кажеме, културите да користат помалку вода, ќе треба да се навикнеме дека ќе имаме и, нели, рани мразови. Она што се случува, например, оваа година и минатата година, видовме дека замрзнаат црешите, замрзнаат праските. Што би значило тоа? Тоа значи дека овошето што би сакале ние да го јадеме во летните периоди, кога, нели, е тоа достапно, сега тоа треба да го увезуваме. Ќе треба да го увезуваме или ќе биде толку многу скапо што не може да си го дозволиме. Тоа се последици на климатските промени како ние ги чувствуваме.
втората работа што би сакал да ја напоменам е дека веќе во изминатите 20 години Светска банка издаде извештај каде што кажа дека досега се потрошени од 670 милиони долари за последиците од климатските промени. Што значи климатски промени како последица, чисто само граѓаните да знаат? Ние ќе се сочуваме со помалку врнеж, значи ќе немаме дождови, значи ќе има помалку вода, меѓутоа од друга страна ќе имаме оние екстремни врнежи како што беа во Стајковци, во Тетово, што предизвикуваат поројни поплави. И ќе треба за нив да се адаптираме, односно што значи адаптација. Адаптацијата значи дека ние откога со согорување на фосилните горива, тоа е митигација, се создаваат нели повеќе стакленички гасови. Стакленичките гасови затоплуваат земјата и се предизвикува глобално затоплување. Сега благодарејќи на глобално затоплување имаме појава на екстремни временски настани. Кај нас се најактуелни поројните дождови, нели кога во краток временски период голема количина на вода се создава и при тоа ние не сме спремни таа вода да ја акумулираме. Што значи тоа? Да ја задржиме во горните делови на планините, со тоа што не ја задржуваме во горните делови на планините, станува поројни, зима замав и како оди надоле, се поголема и поголема количина на вода се приближува кон долните делови на земјиштето и тука настануваат најголемиот дел од поплавите. Што треба ние да направиме? Да направиме дали ќе направиме езерски базени, да кажеме, на отворено, дали ќе ја пренасочиме водата и така натаму, битно е ние тука да интервенираме и за тоа се потребни средства. Ова е само еден пример за поплавите, за што треба да направиме да се адаптираме или например на водно, ако дојде нели екстремна појава на дожд, имаме суводолици, суводолиците ако не се во добра кондиција, односно не се исчистени каналите, тоа значи дека големијата количина на вода ќе дојде во центарот на градот и ние ќе ги претрпиме штетите. Штетите кој ќе ги плати? Ќе ги плати повторно државата од буџетите, односно од парите на граѓаните. И затоа викаме подобро е да се интервенира, отколку потоа да ги трпиме последиците. Која држава можеби во регионов па и Европа на некој начин може да биде пример за како да се превенира, отколку целиот тој буџет да се потроши на крај како решавање на последиците токму од климатските промени? Има ли некој кој што е чекор напред во моментов со оглед на тоа што знаеме дека на светско ниво е еден огромен проблем? Така, значи Шведска е добар пример за тие работи. Например, ви во Шведска кога ќе отидете, ќе видите како они размислуваат, што ние например немаме ни во фокус такво размислување. Например, ние они во самите населби инкорпорираат игралишта. Игралиштата им се адаптирани да апсорбираат големо количество на вода. Значи тоа е обичен требник, каде што има поголема влапната површина и они оцениле дека целата вода што ќе се слее, односно што би се создала, ова им е како заштитен бафер, односно базен, каде што тука би се собрала целата вода. Понатаму имаат нели одводи, атмосферски канализации, се да може согласно да кажеме проекциите за наредни 100 години, што би можела да се појават тие количини на врнежи да може да се апсорбираат. Инаку и втората работа што кај нас не се размислува, се во Скопје во лето кога вика гледаме дека имаме големи нели жештини, односно температурите се многу високо ниво заради урбанизацијата на просторот, односно намалување на зелените површини, кај нас се појавуваат топлотни острови. Тие топлотни острови ја зголемуваат температура дури за 10 степени Целзиусови, што предизвикува нели главоболки, сончаници и така натаму. Треба да се реагира во урбаните делови, особено на зголемување на зелените површини, односно се стават што повеќе дрва и да имаме зелени коридори каде што ние би можеле да пешачиме, а од друга страна исто така и да се апсорбира количината на вода. Така да има примери од каде што треба следиме, не мора да го измислуваме тркалото поново. Како вие, како Центар за климатски промени, ги правите тие методи, односно изнаоѓање решенија за сите овие реални проблеми кои што ги имаме во Македонија и во делот на вашите предвидувања, односно статистиките кои што ги водите и оние планови кои што се на долгорочен период, какви се предвидувањата за 10, 15, 20 години, што е она што би можеле да го очекуваме? Како што кажав, значи зголемување на екстремно топлите настани, намалување на екстремно ладните настани. Тоа значи дека ќе имаме се повеќе потопли денови отколку повеќе ладни денови, ќе се зголемува температурата, ќе се намалуваат бројот на врнежи, така да ние ќе треба да се прилагодиме. Како ние придонесуваме, работиме со општините, подготвуваме планови, изработуваме стратегии, наоѓаме средства за нивна имплементација. Не вршиме пошумување, вршиме енергетски контроли каде што допринесуваме на друг начин за намалување нели на CO2 емисиите преку намалување на користењето на фосилни горива. Генерално нашите активности се насочени кон самите, да кажеме, општини и кон граѓаните. Целта е
да ги едуцираме граѓаните што е можно повеќе и да ги помогнеме на општините, бидејќи тие се, да кажеме, лидери во промените за постигнување на намалување на климатските промени, бидејќи централната власт ги носи политиките, меѓутоа тие што треба да ги спроведуваат политиките на локално ниво, нашата држава се општините и токму на нив им треба помош, бидејќи не сите општини нели се обучени за климатски промени, па зошто ние заеднички да не си помагаме и тоа го користиме. Ако го имаме ние знаењето, да го споделиме со општините со цел да имаме ние по-добра иднина, поголем ефект врз животната средина. На самиот почеток некаде од разговорот ги споменавте граѓаните и тие анкети кои што всушност вие од центарот ги спроведувате и според тоа забележувате дека најголемиот дел од граѓаните климатските промени и проблемите поврзани со нив се на последно место, веројатно во фокусот има нешто во моментот друго побитно. Па споменавте и едукација. Колку е потребна едукација на нашето население всушност за тоа што всушност значат климатските промени и последиците кои што секој од нас ги чувствува? Така, значи не е само за климатските промени, туку сите аспекти од животната средина, почнувајќи од селекција на отпад, нели како треба да ги селектираме стаклото, хартијата. Да, анкетата е всушност за животната средина, колку за животната средина, да. Значи, идејата е дека едукацијата треба да биде постојан, да кажеме, дел од нашиот секојдневен живот. Значи, ние постојано треба да гледаме реклами, постојано треба да гледаме постови, постојано треба да гледаме информативни написи, да читаме како ние треба да се однесуваме кон животната средина. За жал, она што го приметуваме е дека во градинка и во основно образование животната средина се изучува, има еколошки часови и така натаму. Меѓутоа како идеме во, да кажеме, повисокиот степен на образование, средно, па потоа и факултетско образование, веќе животната средина, предметот животна средина изумрува. И целото наше стекнато знаење за животната средина е во основно образование и се сеќаваме на тоа како не учеле. Понатаму немаме освежување на знаењето, немаме нови информации, него кажуваме да, го имам учено, знам како треба да се прави, меѓутоа за жал знаењето и примената се две различни работи. Треба некој постојано да не поттикнува тоа да го применуваме. Дали тоа ќе бидат инспекциите, дали ќе биде општината, дали ќе бидат граѓанските организации, без разлика, меѓутоа повторно цело време треба да имаме освежување на знаењето, нели на телевизија да гледаме и така натаму, бидејќи во другите развиени земји, каде што да кажеме Шведска или Норвешка, постојано имате реклами како треба да постапувате со отпадот, како треба да постапувате со животната средина, иако они имаат висок степен, да кажеме, на култура и однесување кон животната средина, меѓутоа сепак они повторно имаат едукација, тоа е неизоставен процес за грижата, нели, за самите себе си и за животната средина. Кој е вашиот совет, можеби, пред да го заокружиме разговорот, до граѓаните што нешто можат да направат сами за својата локална заедница, иако клучот е и решението многу поголемо од тоа, меѓутоа нели доколку секој придонесува, можеби па и работите ќе се подобрат во одредени полиња и аспекти, што е она што можеме да го направиме самите како мал удел во борбата против последиците од климатски промени, па и воопшто животната средина. Така, би ја спомнал актуелна состојба во Скопје што имаме последните месец-два со отпадот, граѓаните да почнат да ги приметуваат проблемите, да не бидат навикнати на сликата што ја гледаат, едноставно да почнат да приметуваат што не достига и да бараат од властите што треба да се подобри. Да не бидат навикнати на, нели, да кажеме дека ако тука има канта за отпад и отпадоците се околу кантата, да биде тоа нормално, да кажеме нормално не собира повеќе кантава и затоа е тоа така, па ќе чекаме комунална хигиена дојде да ја исчисти. Идејата е да реагираме навремено, да ги приметуваме проблемите, само со приметување на проблемите може и да ги решаваме. Ако проблемите пред нас не ги приметуваме, не може да очекуваме дека има подобрување. Да кажеме повторно, нели, загадувањето на воздухот, загадување на водите и така натаму, на нас не е нормално да отидеме некаде и да видиме дека има пластика во реката и да кажеме тоа е нашата култура. Колку повеќе приметуваме, толку повеќе ќе се освестиме. Ако повеќе да кажеме сме освестени, имаме и шанса за некаков напредок. Јас можам да кажам да сите да почнат од себе, меѓутоа почнувањето од себе понекогаш треба некој да ве мотивира или пак некако да бидете засегнати од проблемот. Ако проблемот не го чувствувате лично, многу е тешко да ви дојде мотивација да се промените. Затоа кажувам, ако почнеме да приметуваме, може и ќе се мотивираме да направиме нешто. Тоа е само оној иницијативниот дел, а втората работа, инспекцијските служби и казните се и те како мотивирачки за граѓаните. Значи и инспекцијските служби доколку почнат почесто да казнуваат, тогаш и граѓаните ќе бидат мотивирани да зачувуваат и животната средина.
Филип, за крај, дали ова што имаме како температури и временски услови периодов се карактеристични за овој период од годината или тука нешто не е изместено? Па ние, нели, како викаме, во есен треба да врне, така да благодарни сме што имаме дошт. Ви благодарам многу за гостувањето. Тоа беше Филип Стојановски, проектен координатор од Центарот за климатски промени, токму за денешниот датум 4 ноември и се одбележува како меѓународен ден на климатските промени и предизвиците кои што реално светот ги има.